Ке се донесе ли нов кривичен законник во најскоро време, како што тоа го бараше председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, поради спорните измени донесени од пред 2 години. Уставниот суд во февруари поведе постапка за оценка на уставноста на законот и му наложи на собранието да ги коригира одредбите во рок од 6 месеци. Иако рокот измина, засега во собранието нема информации до каде е постапката. Спикерот Африм Гаши деновиве изјави дека вратата за новиот кривичен законник е отворена, но дека се уште нема предлог од владата. За тоа до каде е постапката и кога ќе стигне пред пратениците, информации нема ниту Славјанка Петровска, пратеничка од СДСМ. Многу е тешко да одговорам на ова прашање од позиција на опозиција, особено кога власта е поприлично затворена за суштински закони, ќе кажам, затворена од аспект на тоа дека или владата не ги поднесува, или ги поднесува во скратена процедура преку група на пратеници, и тоа е и забележено во извештајот на Европската комисија. Новиот кривичен законник треба да ги поправи оние измени со кои се амнестираат функционери од корупција и злоупотреба на државна функција, зашто веќе неколку случаи на поранешни функционери застареа. За ова забелешка имаше и во извештајот на Европската комисија, а овој закон е и дел од обврските преземени од реформската агенда, за кој рокот за негово донесување е до декември оваа година. Министерот за правда Игор Филков во интервју за агенцијата МИА рече дека законот е во финална фаза. Тоа го потврди и премиерот Христијан Мицкоски, кој неделава најави дека измените ќе бидат направени до крајот на годинава. Во кривичниот законник и тоа го правиме под притисок на одлуката на Уставниот суд и тоа ќе го направиме до нова година, ќе влезат во парламент и измени, за да го задоволиме, за да не се случи да направиме една општа колективна амнестија во општеството и сите криминалци кои што се во затвор да излезат. Секој треба да има одредена одговорност пред да донесе било каква одлука. Измените на кривичниот законник беа донесени во септември 2023 година од претходната влада, и тоа со европско знаменце, со што голем дел од поранешни функционери се спасија од кривична постапка пред судот. Според анализите на Кривичниот суд, во моментот кога беа донесени измените, се водела постапка за 197 обвинети лица за злоупотреба на службената положба.